Специјалниот пратеник на Германија за Македонија Јоханес Хајндел денеска повторно е во Скопје на средби со потписниците на договорот од Пржино. Според германската амбасада за време на дводневната четврта посета Хајндел покрај со потписниците на договорот ќе разговара и со представници на меѓународната заедница. При неговата последна посета на 8 јуни Хајндел рече дека има излез од политичката криза во Македонија, а тој е содржан во договорот од Пржино, поради што е неопходно тој да се реафирмира и ревитализира без одолговлекување. Собранието денеска во рамки на 108-та седница ја усвои завршната сметка на буџетот на Република Македонија за 2015 година. Според министерот за финансии Кирил Миновски, податоците од завршната сметка покажуваат дека фискалните политики предвидени за минатата година се остварени и оти се надминати некои параметри. Остварен е, како што рече, раст повисок од предвидениот, извозот бележи раст во однос на увозот, а стапката на невработеност е намалена на најниско ниво досега од 24,6%. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов и директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија Владко Поповски денеска беа во посета на Куманово, каде што го означија почетокот на карванот Македонија вработува 2. За нас од особена важност е транспарентноста, односно доближувањето на условите, начинот за аплицирање, критериумите, групите на невработени лица кои што ги опфаќа проектот Македонија вработува 2, да ги доближиме до што е можно повеќе граѓани, до што е можно повеќе компании. Токму заради тоа од денеска започнува карванот Македонија вработува 2 од Куманово и во следните 3 месеци ќе продолжиме со посета на сите општини низ Македонија, рече Спасов. Пратеникот во Европскиот парламент Андреј Пленковиќ денеска ја предаде кандидатурата за председател на Хрватската демократска заедница, партијата ХДЗ, а внатрепартиските избори ќе се одржат на 17 јули. Тој е единствениот кандидат за лидерската позиција на оваа партија, откако министерот за култура Златко Хасанбеговиќ претходно се повлече од трката. Би сакал да има повеќе кандидати, бидејќи тоа е добро за внатрепартиска демократија, но тоа е одговорност на секој член и тоа е прашање за нив, посочи Пленковиќ. Грчката влада го поднесе во парламентот предлог законот за измени на изборниот законник со кој се предвидува воведување едноставен пропорционален изборен систем, укинување на досегашните бонуси од 50 пратенички места за партијата што ќе победи на изборите и право на глас за лицата што навршиле 17 години. Според грчкиот устав, за изгласување на законот е неопходно двотретинско мнозинство или 200 гласа од 300 пратеници во парламентот. Политичките консултации за овие измени почнаа пред неколку недели. Лидерот на конзервативците Киријакос Мицотакис соопшти дека не го прифаќа предлогот. Можното учество на руски имигранти во организирањето на терористичкиот напад врз аеродромот во Истанбул може да биде последица на турското игнорирање на информациите давани од Русија, изјави портпаролот на рускиот председател Дмитрий Песков. Многу често ваквите сигнали од руска страна не наидуваа на неопходно внимание или какво и да била реакција од нашите колеги. За жал, ова може да биде последица од таквото игнорирање, рече портпаролот на Кремљ. Тој истакна дека Русија постојано се залага и продолжува да се залага за максимално активно взаемно действување во областа на тероризмот.